заоѓа сонцето денот, што го позлатува. Едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилестат. Сите можни чудеса во светот, на бајките живеат. Да. Маја Создановска денеска моја друштво во Без маска. Може би ликот не го препознавате, меѓутоа гласот и песната никого не остава равнодушен. Маја, ти благодарам што ме врати во едно преубаво време. Понекогаш си викам зошто не ја пеам почесто, барем на ќерка ми дома. Ама може и да ја прашаме, не знам ни дали ќе е јасно што е, како е се врзано со тоа, па ќе ја почекам ше малце да подпросте да и доразјаснам се. Дали ја пееше кога беше бебе? Кога беше бебе, да. И ја пеев, си имавме, и уште имаме една традиција за спиваме со музика, па различно и бирав еден период ова, па еден период она, па како доаѓаа божикните празници, па Christmas songs, така да навикната е и со пеење и со музика, ама баш оваа песна некако не ми лепи да ја отпеам, кога ќе посакам и јас. Какви чувства ти буди песната кога ќе ја слушнеш или некој кога ќе ти ја спомне, заради тоа што поминаа многу години кога ја испеа? Се поврзано со највака просто кажано мојата музика. Секогаш ми буди чувства на толку голема возбуда, што има моменти некогаш кога ќе нешто што не сум чула од многу одамна, толку дури ме вознемирува, такви емоции убаво ми ствара, што знаете солзи да ме потечат. Не знам дали другите музичари така си се доживуваат себе си, но јас просто си се фасцинирам кога ќе чујам нешто, па вака постара повеќе од 20 години си викам, Господе, како за некој друг да станува збор, за некој друг живот. Во твојата фамилија се Виолета Томовска, Олгица Христовска, Славе Димитров, Дарко и Оливер Димитрови. Дај помогни ми кај вас како да вирае тој музички ген. Ади, Дино и Мери, будим кај Дамир и Мери, Љупчо Мирковски, неговиот син Бобој, Мирковски, сите брат ми, сите така што сме поминале. Значи генот на Караѓуле е оној од кој што почнало како зачеток да се расплинува низ целото семејство, тој и неговата сестра Блага Видец. Тоа што се уште се протнува таа силина и непредвидливост на гените и кај децата се чувствува на било кој начин при изразот во уметноста. Така да ќе видиме. Колку твојата ќерка го наследила музичкиот ген? Се уште е мала, меѓутоа ете дали покажува афинитети, дали има желба за пеење, за музицирање воопшто? Музичкиот ген конкретно и е една од појаките страни. Срна е поприлично музикална и како што прима, така и знае да интерпретира, да речам, но тоа не ја фасцинира онолку колку што уметноста за еден поинаков правец кај незе. Таа е многу добар цртач. Црта, веќе почнува и дигитално да црта и се својата уметност се изразува на тој начин, во еден поглед. Ние кога слушаме музика, таа ми вика точно знам каков цртеж би нацртала, мене тоа така ме фасцинира, што понекогаш и без зборови останувам. Ќе видиме, да, она е многу мала, има само 9 години, па ќе видиме патот каков ќе биде. Кој ти беше најголемата поддршка кога почнуваше да се бавиш со музика, бидејќи нели ги набројавме сите што се членови на твоето семејство, меѓутоа ете од кога ја доби најголемата поддршка, најголемиот поттик по тоа време? Неблагодарност према сите со кои што сум соработувала, но целосната самодоверба ми е има дадена Славе Димитров и јас можеби никогаш немаше да бидам ова што сум денес без неговата верба во мене и тоа туркање, може да го наречам, кога бев помала. Тетин ми беше, тетин ми е еден фантастичен лик, кој што секој кој што работел дури од околу со него тоа го почувствувал. Тоа е еден извор и наплив на енергија и на инспирација за било кој музичар. Дали било во правецот на пеењето или додека сум се едуцирала како професионален музичар, кога бил секогаш тука со мене и ми помагал и ми ја дал насоката и естетиката во која што ќе ја чувствувам музиката и во која што ќе ја восприемам. Така да понатака веќе Дарко како најмодерниста и Оливер. Вие имавте заедничка песна, тој се појави како гостин во една твоја песна или ми се чини Дарко Димитров? Да, Дарко скоро на сите мои песни пратечи вокали пее, така да јас си го чувствувам како да ми е во дует секаде со мене и сум премногу среќна за тоа.
сето тоа е од тој зародиш таму во семејството Димитрови и јас ја имав таа среќа, можам да кажам слободно, да бидам бутната во право време. Дали кога ќе се соберете на тие ваши домашни, не знам, журки, седенки, знаете да запеете од мерак, онака од срце? Се случува и тоа, не дека не се случува, но повеќе што знам како се навраќаме на тоа што некогаш било, се навраќаме на наслови, песни кои што ние можеби како семејство не сме ни свесни дека поминале под рацете на Славе. Тоа се наслови можеби преку 1000 кои што знае да ни раскаже поврзани со анегдоти и случувања и секогаш е фасцинантно да се чуе сето тоа. Знае да им раскаже на децата за да чувствуваат каде припаѓаат, да бидат горди на тоа што го имаат, така да тие заеднички дружења се неповторливи, дали било со пеење, дали било со забава, тоа не секогаш правило дека мора да пееме. Ти пееш од дете буквално. Мислам дека постарите генерации се сеќаваат на тебе од времето уште кога пееш на Глушец-ушец, например. Да, ете тоа е 5 години некои сум имала, 5,5 години сум имала кога беше Глушец-ушец и тоа беше првото нешто кое што ете така се сними како аудио материјал, беше за потребите на Македонска радио телевизија, тогаш има детски емисии, голема продукција детска и за тие детски продукции беа потребни музички материјали кои што се осмислуваат тематски поврзани со тие сценарија, како што беше емисијата Дореми и Глушец-ушец е направен конкретно за таа тематика и од тука веќе почнува тоа клубче да се отклопува полека, па потоа беше Златно славече, па дојде Светот на бајките, па детската продукција продолжи се уште до таму почетокот на 90-тите години, кога имаше новогодишни емисии со сценарија врзани, па сонгови за почеток, за крај. Така да сум партиципирала и во тие. Може нешто ќе заборам, ама да, јас пеам од многу мала. Многу ми е интересно кога се прославува 20 години кариера, па јас треба 35 години да прославам комотно од првиот момент кога сум запеала нешто. Меѓутоа, потоа почна да се занимаваш професионално, не професионално, меѓутоа почна да пееш многу повеќе. Значи ти пееше во времето кога беше експанзијата на македонската музика. Не знам, сеќавам на љубовни состојки, на Црно-бел свет, на песните што ги направи Силвер Мекич со ДНК. Зошто се повлече од музиката, Маја? Пењето како предизвик се уште ми стои некаде овде на овој рамено. Ова рамено ми стои рациото, кое што јас биковски многу силно го носам. Да, јас се појавив можеби кога беше и најголемата експанзија и најубавото време, затоа и тие песни оставиле некаков трак и се запаметени, затоа што публиката како гладна за музичката уметност така им беше сервирана целосно со спотови, со настапи, секоја недела нов спот, секоја недела нов албум, со гостувања, со емисии, значи тие луѓе во тоа време што живееа и ние заедно со нив имавме буквално среќа. И потоа се случи животот. Најклише, најстереотип, се случи баш животот, се случија мили и немили настани, дојдоа обврските околу детето и сега пеењето е некаде во втора, во позадина негде. Во позадина, ама ти си... Но се присутно. Да, присутно заради тоа што ти ми кажеш дека минатиот викенд беше со Калиопик, со неа веќе години наназад пееш пратечки вокали на незините концерти. Дали тоа ти е задоволува на некој начин желбата за музика? Тоа ми ја задоволи првичната желба која што ми беше да музицирам во живо, како најголем предизвик. Потоа ми ја задоволи онаа желба да има сериозен и стабилен бенд во кој што ќе работам. Потоа ќе имам фронтмен од кој што нема да стрепам во ниеден момент, туку баш како права локомотива ќе го влече сето тоа и слободата за собствен израз, можеби музички и допринос во целото тоа е она кое што ја прави целата слика комплетна. Така да пењето со таков тип на звезда, можам слободно да кажам, на овие XU простори, која што е уште третирана како таква голема звезда, е нешто што не може да се спореди со ништо друго. Јас сум пресрекна што сум дел од таа формација и што сум дел од
Тоа е мало семејство. Сега јас сакам да ти покажам неколку фотографии. Ако? И кога ќе ги видиш фотографиите, да ми кажеш која е првата работа што ти паѓа на памет. Да, иде. Повели. Да, мојата омилена, знаеш. Знаеш дека. А јас не бев сигурна дали ја имаш. Ја имам, како не. Има Имаме, неколку да. фотографии Да, од да, пробата. да. Значи фотографиите се од Евровизија. Кога Е, оваа ја пееше, немам. ќе ти ги испратам Оваа сите да од ми ја времето дадеш. кога Маја пееше придружни вокали на Евровизија со Тоше. Ти пееше во 2004 со Тоше во Истанбул, тогаш се Да, дружевме многу. да. А Тогаш се пееше поминавме многу. 2006 со со Елена на Нина Најна Да, во Атина. и потоа со Калиопи на Дона. Да. Какво искуство е Евровизија за тебе? Големите организации, големите сцени се она кое што е нешто малце недостижно за ова поднебие. Нешто што не можеме баш од блиску да го видиме ни да го почувствуваме. Дали биле професионални музичари, дали биле класични музичари и така натаму. Значи, првично таа дисциплина која што владее за да тој производ изгледа така на телевизија, она кое што нам не недостасува. Ние имавме многу голема среќа, што јас посебно на трите Евровизии бев со врвни пејачи, за кои што не треба да се грижиш, бев со одлични песни, кои што направија многу големи успеси и јас сум привилегирана. Дури и да бидам во таква позадина, во таква екипа, јас сум една од привилегираните. А дали некогаш размислуваше, дали некогаш посакуваше да излезеш на сцената и ти да ја представуваш Македонија на Евровизија? Како не, како и секој музичар претпоставувам и како било кој што се бави со формат на уметност пеење, тоа е голем предизвик затоа што може да се од различни аспекти си ја прифатиш задачата. Прво ти си представник, си државен представник на својата сопствена земја и гордост е голема. Носиш одговорност малце поголема од она што можеби некој го замислува и го очекува. Понатака себе промоција на културата на оваа држава, значи има многу работи кои што треба да се земат во предвид и да се биде достоен представник на Македонија. Така да јас сум го посакувала, како не сум многу благодарна што и во некаков формат сум била присутна, така мене ми се тие неповторливи искуства. Ние се договоривме, имаме причина нели зашто сме на водно денеска. Ние се договоривме дека ќе одиме до врвот, ама по полесниот пат со жичарата. Пајде полека да тргаме на кај жичарата, јас да ти поставам уште неколку музички прашања. Едно време водеше емисијата Зип-зап со Панчо на Антена. Зошто се откажа од тоа? Да. Зип-зап ја теравме скоро 10 години и тоа беше одлично искуство. Но се роди Срна и Срна во недела во 10 ноќе многу сакаше со мајка и да биде и многу тешко и пагаше што мора мајка и да оди и да не се враќа до 12 сати. Едноставно обврските беа оние кои што зазедоа малце за потешкотија на вагата дадоа на таа страна и радиото како медиум го испративме во минатото. Пред да влеземе во жичницата, уште само едно прашање. Ти си вработена во Националната опера и балет. Колку ти исполнува таа работа? Значи, во принцип, јас работам како организатор во операта и имам поприлично динамична работа, одговорна и со многу луѓе. И ни еден ден не ми е ист, така да тоа е она кое што ми е супер, ме исполнува и имам да, ја работам во канцеларија, но не сум баш скроз врзана со канцеларијата, се движам и низ театарот, се движам и помеѓу колегите, пробите и така натаму, така да тие 3 спратам никогаш во денот знам и 10 пати да ги симнам, да ги качам. Убаво ми е. Ја конечно си дојдов своја на своето кога влегов во институцијата каде што се она кое што сум учела и сум инвестирала во своите знаење, конечно се валоризираше како труд, така да ми беше многу ми е убаво. Многу убаво ми е и секој ден ми е различен и тоа посебно ме прави среќна. Ајде, одиме нагоре. Да се искористи жичарницава за сликање. Ти почна да славеш пред некои 3 години, се чини пред пандемијата некако почна целиот тој процес. Да, јас всушност еден ден си дојдов многу уморна дома и немав никаква сила за Срна и си реков јас, човече, вака на 35 години, ако немам што ќе се случи, кога ќе ме навјасаат годините, како ќе функционирам и така всушност така почнав. Од секој што ми имала желба многу така мускули да имам. Веројатно тоа што никогаш немаш, па не ми оди лошо. Тоа што немаш никогаш, посакуваш да го имаш. И неколку мотивации имаш, од кои што најсилната беше дека јас сум пример за моето дете и ако јас не дадам здрав пример,
тогаш кај ќе не биде крајот во ова брзо општество и немање доволно можеби контрола во одредени периоди кога се децата во прашање. И така тргнав. Прво почнав во една локална теретана во аеродром и ми ја затворија. И после тоа, сите останавме по телефони и истражување ваму таму и Елена Бубало ја знам уште додека и вежба во теретаната, беше инструктор таму, така да сум слушала секакви муабети за незе и кога и се обратив, ми рече, почни одма. Ме викам, знаеш, мора искрено да ти кажам за тебе зборот дека си многу лоша. И ма се изнасмеам, вика, бе, знам дека зборот се, но ти мораш да почнеш ради себе и да видиш кај си и до кај си. Имаше некакви здравствени проблеми, извини што те прекинав или не? Не. Значи, целото беше како јас куферот за шминкање, ако ништо друго, или срна во раце и една ташна плюс, како да се качиме по скали, да не биде тоа невозможна мисија. Така тргнавме на патот на кого наречеме тоа слабењето. Мене тоа никогаш не ми беше мотивација дека јас треба да ослабам или да се трансформирам во нешто што не сум, бидејќи дебелината никогаш не ми била ни хендикеп. Јас и кога сум била најдебела, сум била јавна, експонирана и тоа не ме веројатно благодарност на мајка ми која што никогаш не дозволила да се развивам во некој правец во кој што не е пожелно да одат младите луѓе, но сето тоа си доаѓа како награда на трудот и награда на издржливоста и на таа мотивација која што секој треба да си ја најде, така можеби еве надворешниот изглед е само плюс. Дали помислуваш да се откажеш во некој момент од кога почна со процесот на слабење, на вежбање? Ти беше ли тешка? Значи, мене не ми е ни олеснето. Еве, вака најискрено, да јас сум прашувала ке ми се олесни или некојаш ми вика не, никогаш нема да ти се олесни, затоа што во групата секогаш ќе има еден кој е најдобар. И ние секогаш мораме да го концепираме часот за тој, а остатокот мора да се мотивира барем него да го стигне. Значи, ако во моментот нема никоја инструкторот вежба со тебе, тој е најдобар и ти го гледаш си викаш не би било лошо јас да можам вака еднаш како него. Така да мали чекори. Прво беше да издржам 10 минути, па да издржам 15 минути, па пола сат и на веќе последната мотивација беше да го издржам цел час. Сега, како да го издржам цел час, да дигам 15 кила тежина и така тоа некако во мозокот човек си бара мотивација некоја која што никогаш не треба да престане. Дали се откажа од некој тип на храна? Дали се храниш многу поздраво сега? Јас пред да почнам да работам во опера и балет работев со Цвета Динева во низиниот центар за нутриционизам и здрава храна. И кога почна Цвета, пошто ми е тетка, сите тие процеси на адаптација ги имам поминато со низи и сум тип кој што цел живот нешто се храни здраво и цел живот нешто не јаде и цел живот пази ова и она. Сега сета таа едукација и физичката активност си вроди со труд, со плод. Колку килограми ослабе, колку конфекцијски броја ослабе? Или не знаеш, не мериш? Не, јас сум толку вагана во животот на онакви огромни ваги, што дома немам вага, не знам. Облеката си ја адаптирам и во ова го изврдав позади малце, да се стегне, да се подсобере. Другото што не можам со безопасна уште си го носам, веќе не ми мрднува. Сега малце поише хеланки носам, ако ништо друго, тоа што не може. И гледам на ние површински работи да не ми го одземаат ни ванието, ни волјата, ни мотивацијата. За други работи се фокусирам на тотално друго, сум свртена и така да мање више битно е тоа. Готово стигнуваме на крстот, стигнуваме на врвот на Будна, го продолжуваме муабетот тама. Може. Луѓето кои што ја знаат твојата животна или љубовна приказна, мислам дека никој не е останал рамнодушен. Ти го загуби сопругот после 2 години брак. Так, некако. После 2 години брак. Да. Колку 10 години помина од тогаш? Да, сега во овој февруар што доаѓа 10 години како сме во раскорак со времето. Едноставно едно нешто остана да стои во минатото како монумент на една љубов, еден производ од таа љубов се развива и расте еве веќе полни 9 години. Никогаш не можеш ни да претпоставиш каде ќе те однесе животниот пат и што е она што ќе се исправи на твојот пат уште утре.
Тоа се предизвици кои што не учат на многу работи. Нас тој стоп што ни се случи, посебно мене, ме упати во правец во кој што можеби никогаш немаше да тргнам, ме упати во правец на една малце по-широка визија за тоа што е животот, каков е и каков треба да биде. Можеби тоа беше мисијата негова, да ме научи дека љубовта е нешто многу повеќе од ова земско задоволство, дека посветеноста спрема некого е нешто кое што дава производ како што е срна, и сум многу благодарна што го имав Саша, барем и толку малку колку што и беше со нас. Ама да сме живи и здрави, тоа им го кажувам на сите. Еве ќе си го кажам и себе си. Џабе лак си става ова природна. Да, никогаш, бога ми никогаш. Тоа е тоа. Срна е веќе доволно голема и многу работи се јасни. Се уште има време и моменти кога се лута. ЈСП ни ускочија, нели, за чечерницата и за себе, ѓутоа еве не време и ни рекоа дека мора да бегаме, така што ја менуваме локацијата и го завршуваме интервјуто. Вакво искуство, ето тоа е плюс. Да, ова не очекувавме дека ќе ни се случи горе на интервјуто. Но знаеш што, ајде да си го завршиме ние муабетот, уствари, тука во жичарницата. Колку раскажуваш на Срна приказни за нејзиниот татко? Ги раскажувам сите кои што јас ги знам. Тука морам да ја споменам и свекрва ми и мајката на Саша, која што е трезорот на сите сеќавања и убави моменти, и каков бил нејзиниот татко и како дете и како дечко и како тинеџер. Така да се трудиме сите да пренесеме се она кое што ние паметиме и знаеме. Срна е тоа, па пустото, знаеш како викаат, ни видено, ни знајно, а под фотокопир поминато. Така да се што беше татко и некако е преточено во една варијанта целосно на негова страна, на тежната и со гени, и со настројства, дури и со левата рака пишува како на таа страна, како него. Така да Срна не ја изоставуваме од ништо, туку напротив и се она што додатно прашува и го кажуваме секој ден. Какво дете? Срна е многу откачено дете, значи исклучително многу откачена, полна со хумор, една спонтана и многу е перцептивна. Тој што не мислиш дека го гледа и тоа како го гледа, го снима. Кога ќе речам некојаш ле Срна, мама, види колку сум остарена, колку сум грда. Не, бе, мама, сум си многу уморна. Знаеш супер да ме извози во одредени моменти. Да те расположи. Прва другарка ми е за се што треба, тука сме си двете една за друга. Како го поминувате времето заедно? Па го поминуваме на секаков можен начин кој што ќе ни текне, без план. Јас сум тип кој што одамна веќе реши дека нема да планира што и како ќе биде, туку како ќе не понесе моментот. Слушаме многу музика, таму каде што јас можам да помогнам највеќе и да бидам најдобре, сакам да ги покажам оние работи кои што сметам дека треба да ги знае. Гледаме да патуваме колку можеме повеќе, затоа што сметам дека тоа е најголемото богатство што можам да ги го оставам, тие искуства, и лично да биде добар човек. После 10 години без сопругот, дали е болката помала? Дали е, не знам, претпоставам дека веќе не е првата помисла која ќе станеш и последната кога ќе се легнеш. Дали од тој аспект малку ти олесна? Тагата е она со која што треба да се научиме како да живееме, и само времето, поправо изминатото време ни помага да се носиме полесно со сето тоа. Ништо не поминува. Кој кажува такви работи лаже, нема врска. Ништо не поминува, ништо не се менува, туку едноставно само ние созреваме низ годините и учиме како да не совладуваат до одреден степен емоциите, за да па не распаѓаат во секојдневието, кој што и без друга е многу тешко. Си наоѓаме собствени начини како да си ги наполниш батериите, си наоѓаш, се окружуваш со луѓе од кои што извира вистинска љубов, пријателство и другарство. Во денешно време, тоа иако е понекогаш многу тешко, јас сум ја имала таа среќа да сум обкружена со луѓе кои што ме сакаат таква каква што сум. Јас воопшто не сум лесна личност, тоа исто морам да го признавам вака пред сите. И што знам, животот е
една голема авантура, викаше една моја пријателка, да и тоа кој како ќе си го свати. Дали би сакала да ти се случи љубов? Дали си спремна за О, нешто секогаш. ново? Јас имам секогаш многу голема верба во изненадувањето. Иако како бик тоа бе нетипично за мене, но вика дека Одзнакот влија. Да, стрелецот вози тука како Јас ништо. сум бик со стрелец, Маја. Ете, Океј. Така, се разбираме сега, Се одма разбираме, полесно скроз. може на друга бранова должина да зборуваме. Јас секогаш сум во потрага на она што може да го направи денот поубав. Да има нешто неповторливо и нешто кое што е само мое и нешто кое што само јас ќе го искусам. Така да сум секогаш отворена, дали било љубов, дали бил партнер, дали бил баш. Како сакаш ќе го наречеме? Да. Ајде, Стигнавме. Денот беше прекрасен, возбудлив, сосема поинаков од она што очекувавме, меѓутоа пред да те пуштам да си одиме нели на пати и дожд, јас заборавав да те прашам, ти работиш како шминкар, колку ти е тоа? Јас кажав дека јас сум сестра сум. Колку ти е тоа секојдневие? Значи, во принцип, јас веќе повеќе од 17 години се собрани, ако не и повеќе од тоа. Веќе не се ни сеќавам кога бил и тој некој званичен почеток, како работам со лицето како платно. Ето од каде е насрна талентот за цртање? Генерално, Боите. влечат сите страни, ама ете, ако го земеме и тоа, тој уметнички наплив од секаде би го имала. Си шминкала некогаш за спотови, за, не знам, филмска продукција? Како не, скоро се имам поминато од она што на овој пазар се нуди, дали биле филмови, дали биле документарни филмови, реклами, спотови, веќе еден период, па само тоа работев. Сега сум фокусирана можеби на онаа естетика која што е баш само за жени за различни настани кои што се подготвуваат, да им помогнам малце самодовербата да ја кренеме, така да јас сметам дека тоа целосно искуство треба да биде, не само здраво, јас дојдов и сега ќе направиме нешто што ти немаш видено, не, туку многу е битен сопствената рефлексија која ќе се видиш да ти се допаѓа и секогаш се трудам тоа да биде тоа кое што ќе биде како крајна мотивација за двете страни. Тебе мислам дека ти остана уште да не нашминкаш мене и Сандра за некој интервју на репортер. Јас Така да јас да те никогаш не поканам. велам не, слободно. Ако? Да те поканам да дојдеш некогаш да не разубавиш. Ако, Фала нема ти на проблем. вистина за прекрасниот ден. Уште едно искуство кое што нема да го заборавам. заборавам. Фала ти тебе што уопште ти текна, мине ми се овие сега средби вакви посластица. Кога немаме што да кажеме, имаме толку многу Толку многу багаж има позади тебе. Да, така да многу голем поздрав на сите што ќе гледаат, да им кажам да само позитивни мисли. Фала. Чао.